14 капитални проекти во моментот се реализираат во Делчево во градежен бум, кој што во општината не се случил, изјави градоначалникот Иван Гоцевски на денешниот увид со премиерот Кристијан Мицкоски. Тоа што денес имавме можност заедно со председателот на владата да го посетиме е реконструираната улица Индустријска, за чијашто реконструкција беше потрошено над 11 милиони денари. Паралелно на тоа претходно беше комплетно изградена водоводна, фекална и атмосферска канализација во висина од 10,5 милиони денари и секако улици во централното градско подрачје кои што дополнително ќе зголемат вредноста на самото земјиште во градот и ќе предизвикаат нови можности за евентуални инвестиции. Таму се потрошени исто така над 10,5 милиони денари. Потоа ја посетивме самиот процес на реконструкција и изградба на улицата Вридо Смилевски и Батов во населбата Старасани, каде што ќе бидат потрошени над 6,5 милиони денари средства кои што се обезбедени преку Министерството за транспорт и врски и преку владата на Република Македонија преку вториот унгарски кредит. Тоа е еден проект кој што беше деценијски најавуван, но еве за среќа денеска можеме да кажеме дека за 2 дена од сега и ќе биде конечно и реализиран. Гоцевски со порака. Не сакам да ја пропуштам можноста да кажам дека овде не застануваме како општина, тоест ние како општина Делчево веќе работиме на реализација на нашиот општ тендер во кој што се предвидени изградба и реконструкција на неколку улици во повеќе населби во Делчево. Тука станува збор за улица Петрашевска во населбата Стрелиште, која што денеска ја обедуваме во работа, и неколку пристапни патеки во населбата Милка Обрдо, како и на санација на ударни дупки кои што за жал по повеќето дефекти кои што настанаа на водоводната мрежа се појавени на повеќе локации во општината и истите ќе бидат санирани некаде до крајот на месец август. Премиерот Мицкоски задоволен од виденото. Десетици проекти се реализираат овде во ова општина. Ја користам ова прилика да му честитам на градоначалникот за навистина посветената работа која што ја врши. Би сакал да се заблагодарам и на советниците од Советот кои што ја поддржуваат работата на градоначалникот, на администрацијата. Сите тие се заслужни за да овој мозаик биде поинаков,